Новата Vision генерација на добро познатите корејски модели Rio и Stonic одсега се достапни во продажните салони на Kia Motors Македонија. Надградените изведби на двете возила е од моделската 2020 година, а промените се однесуваат на внатрешниот и надворешниот дизајн, кои ги прават овие урбани автомобили уште попривлечни и поинтересни. Урбаниот кросовер Kia Stonic во EX Vision издание може да го имате за цена од 13.790 евра, а како дел од новото ниво на опременост, вклучени се 15-инчните алуминиумски тркала, LED дневни и задни светла, како и LED трепкачи имплементирани во страничните ретровизори кои доаѓаат со електрично склопување. На дополнувањето кај Kia Rio EX Vision во поглед на внатрешноста се однесува на подпирачот за рака со кутија во централната конзола, додека пак промените во надворешноста се забележуваат кај LED дневните светла и ретровизорите со LED трепкачите и електронско склопување. Цената на овој модел изнесува 11.540 евра. Благодарение на Freedom to Move караванот и поп-ап шоурум мини салонот на крајот од месец мај, скопјани имаа можност одблизу да се запознаат и да ги тестираат сите тековни модели во гамата на шведскиот производител Volvo. Покрај веќе добро познатите модели V40, XC40, XC60, XC90, S90 и V60, кои доаѓаат во речиси сите понудени изведби, овој караван ни пружи одлична прилика да се запознаеме со најновите остварувања од гамата на шведскиот гигант. За време на настанот, ексклузивниот увозник за автомобилите на Volvo во Македонија, компанијата Premium AGS со гордост не ги представи новите модели во својата флота, каде одсега се вбројуваат новото Volvo S60 како и Cross Country изведбата на луксузниот караван V60. Истите набрзо ќе бидат достапни на нашиот пазар. Представници на овластениот застапник на шведскиот бренд во Македонија на остварената средба со медиумите исто така изјавија дека изградбата на првиот специјализиран салон за Volvo во земјава е во финална фаза, а свеченото отворање може да го очекуваме во текот на овој месец. Триумф се подготвува да влезе во бизнисот со електрични мотоцикли и за таа цел оформи алијанса поддржана од компаниите Williams Advanced Engineering, Integral Power Train Limited и VMG од Универзитетот во Ворвик за да го олесни стартот на новиот потфат. Првиот проект се нарекува Триумф GT1, а е делумно финансиран од англиската влада со надеж дека Обединетото кралство ќе заземе соодветна положба во проширување на пазарот на електрични мотори. Секој од учесниците во алијансата има свои задачи. Водечки е Триумф кој ќе ги обезбеди сите мотоделови за проектот, ќе создаде прототипи, ќе учествува во дизајнот, ќе го интегрира рекуперативното запирање, ќе придонесе со напредни системи за безбедност и ќе утврди што е потребно да се направи во насока на електричниот погон. Williams Advanced Engineering ќе дизајнира, развива, произведува и интегрира лесна, компактна батерија, управувач и систем за контрола на мотоциклот во машината.
Integral Powertrain E-Drive дивизијата ќе одговара за погонот. За овој проект се развива целосно нов со висока моќност и силициум карбид инверторот, интегриран во телото на моторот. Одделот на ВМГ Универзитетот ќе се фокусира на комерцијализацијата, моделирањето и симулацијата на идните потреби на пазарот. Државната агенција за иновации Innovate UK, со основа на поддршка на науката и технологијата, ќе обезбеди државна поддршка и административно финансирање за проектот, ако оваа соработка донесе повеќе електрични мотоцикли на патиштата. Тоа несомнено ќе биде победа за различните државни агенции кои се занимаваат со намалување на нечистотиите кои доаѓаат како производ од конвенционално погонуваните возила. Wonderful victory. Congratulations. You must be very, very happy. I'm really pleased because I can tell you it wasn't easy. Формула 1 ја загуби легендата Ники Лауда. Андреас Николас Ники Лауда беше австријски Формула 1 возач со освоени 3 шампионски титули во 1975, 77 и 1984 година, а покрај тоа беше и собственик на авионска компанија. Тој е единствениот возач кој во историјата на Формула 1 има освоено титули со вечните ривали на шампионатот Мекларен и Ферари. Се смета за еден од најуспешните и најдобрите возачи во Формула 1, а потркачката кариера се посветува на Лауда Ер Ники и покрај неговиот бизнис тој продолжува да работи како советник во Ферари, потоа 2 цели сезони како тим менаџер на Jaguar Формула 1 тимот, а последните години од животот ги поминува како извршен председател на Mercedes AMG Petronas Motorsport, каде е собственик со 10%. Ники Лауда е роден 22 февруари 1949 година во Виена, Австрија, во богата фамилија. Својата тркачка кариера е започнала во 1970 година кога вози трки со неговиот мини автомобил. По краток период почнува да се трка во Формула В шампионатот, но рапидно се префрла и управува приватен Porsche спортски автомобил. Со ова неговиот почеток во трките е многу тежок, па бидејќи се трка без одобрување на своите родители, подигнува кредит од 30.000 фунти со кој го купува своето место во марч тимот во Формула 2 во 1971 година. По брзо време тој е промовиран во Формула 1 тимот, но во 1972 година вози и за Формула 1 и Формула 2 шампионатите. Во 1973 година повторно со кредит од банка напредува и се префрла во БРМ тимот, а веќе во 1974 година стигнува до место во Ферари. Во 1975 година Ники првите 4 трки ги завршува на 5-та позиција, но затоа пак следните 4 ги завршува на врвот. Заедно со својот тимски колега Рагадзони, таа година го освојуваат шампионатот на првото место како конструктори по цели 11 години како тимот се надпреварува во Формула 1. Истата таа година, со завршувањето на првата позиција на трката во Италија, Ники го загарантира и првото место на табелата помеѓу возачите и стигнува до првата титула во својата кариера. Несреќата на Нирбургринг во 1976 година. Една недела пред големата награда на Германија на Нирбургринг во 1976 година, иако тој беше најбрз возач на оваа патека, Лауда ги повика своите колеги возачи да ја бойкотираат трката, главно поради безбедносните аранжмани на патеката, повикувајќи се на недостиг на ресурси на организаторите за правилно управување со таков голем круг, вклучувајќи
вклучувајќи недостаток на противпожарни маршали, опрема за заштита од пожар и безбедносни возила. Повеќето од возачите гласаа против бојкотот и трката напредуваше. На 1 август 1976 година, за време на вториот круг на многу брз лев свиок, Лауда губи контрола и удира во заштитната ограда пошто автомобилот веднаш пламнува. Во несреќата учествува и Брет Лунгер со својот автомобил, но за разлика од него Ники бил заглавен во кокпитот. Возачите Артуро Мерзарио, Лунгер, Г. Едвардс и Харлард Ертл набрзо стигнуваат до формулата на Ники, но пред Мерзарио да го извлече од болидот, тој претрпува тешки изгореници и вдишува многу токсични гасови, кои му ги оштетуваат белите дробови и крвта. И покрај тоа што тој е за целото време свесен и застана на нозе по несреќата, за краток период паѓа во кома. Лауда од изгорениците губи дел од десното уво, како и коса на десната страна на главата, вегите и очните капаци. Со Лауда надвор од надпреварувањето, Карлос Реутеман беше земен како негова замена. Ферари го бојкотира австриското ГП во знак на протест поради преференцијален третман на возачот на Мекларен Джеймс Хант на шпанското и британското Гран При. Лауда пропушта само 3 трки и се појавува на пресконференцијата на Монца 6 недели по несреќата. На таа трка тој завршува на 4-то место и покрај тоа што неговите рани се уште свежи и му го отежнуваат возењето. Во отсуството на Лауда, Хант го користи моментот за да го намали водството на Лауда во генералниот пласман. По победите во трката за големата награда на Канада и САД, Хант заостанува само 3 поени зад Лауда пред последната трка за сезоната во Јапонија. Ники на квалификациите завршува на 3-та позиција, веднаш зад Хант, но во трката поради големите врнежи од дожд, тој се повлекува бидејќи се чувствува небезбеден, а со тоа ја губи и шампионската титула. Во 1977 година тој ја освојува својата втора шампионска титула, но поради незадоволство од однесувањето на Ферари спрема него тој го напушта тимот. Следните 2 години вози за Пармалат Racing Team, пошто најавува дека завршува со тркањето и се повлекува од Формула 1. Неговата пауза завршува во 1982 година кога се враќа во шампионатот како возач на Мекларен. Таа и следната сезона, во 1983 година, и нема некој поголем успех. За време на целата сезона во 1983 година, најдобар пласман му е втората позиција. По промената на Ford Cosworth мотор со так беч Porsche турбо агрегатот, Ники се враќа на победите и во 1984 година ја освојува својата 3-та титула, и тоа за само половина поен пред легендата Алан Прост. Потоа следи една катастрофална сезона во 1985 година, пошто за секогаш го напушта кокпитот и се повлекува од тркачката кариера. На 20 мај оваа година Лауда почина во сон, на возраст од 70 години во Универзитетската болница во Цирих, каде што бил подложен на диализа за проблеми со бубрезите по период на лошо здравје. Изјавата издадена во име на неговото семејство вели дека тој починал мирно, обкружен со членови на семејството. Различни сегашни и поранешни возачи и тимови се простија од Ники на социјалните медиуми, како и за време на големата награда на Монако во 2019 година. Неговиот погреб се одржа во катедралата Свети Стефан во Виена, каде присуствуваа многу истакнати личности од Формула 1 светот, меѓу кои Луис Хамилтон, Дейвид Култхарт, Нико Росберг, Алан Прост, Джеки Стюарт.
Како на дополнување на најактуелниот сегмент во светот, директно од Кина, новиот SUV на партнерскиот проект помеѓу Dongfeng и Sokon доаѓа со една цел – да ги задоволи барањата на сечи и животен стил. Во однос на тоа колку потенцијал има Glory 580 на македонскиот пазар, во SUV сегментот останува само да видиме. За прв пат представен во 2016 година, Glory 580 веднаш се закити со неколку награди за најдобар SUV во Кина, а за помалку од 2 години Dongfeng и Sokon успеа да продадат повеќе од 400.000 примероци од својот нов модел. По глобални стандарди за квалитет, произведен со позадина од 3 години посветени на истражување и развој и главен фокус на домашниот и индонезискиот пазар, првиот SUV модел на кинескиот бренд неодамна пристигна и кај нас. Со неверојатно позитивни критики и пофалби од страна на азиските критичари, медиуми и потрошувачи, дојде време да видиме како Glory 580 ќе се покаже на европското тло и како на него ќе реагира македонската публика. Во пакување од 4680 мм во должина, 1845 мм ширина и 1715 мм во висина, Glory 580 представува голем и компактен SUV кој со своето меѓуоскино растојание од 2780 мм овозможува високо ниво на пространност и удобност. Надворешниот дизајн е еден од главните фактори кои го прават овој SUV на вистина привлачен, а одличен доказ за тоа се украдените погледи на случајните минувачи кои без срам ги собираше со секое појавување на градските улици. Спортската силуета, пропратена од усагласеноста на предниот и задниот дел, го прават овој автомобил да изгледа кул во урбаните средини. Предниот дел на автомобилот го карактеризира големата хромирана решетка со модерен хоризонтален линиски дизајн, која пак е одлично надополнета со текот на LED лентата имплементирана во светлосните уреди, која ја носи функцијата на дневно светло. На задната страна се чувствува присуството на европскиот стил, каде впечатокот за луксус произлегува од хромираниот слој поставен на задната врата. Начинот кој тој ги поврзува задните светла малку не потсеќа на дизајнот на првата генерација на францускиот Renault Koleos, но сепак во малку помодерно издание. Повторно, нијанси на луксус како кај европските автомобили. Ќе бидете пречекани од полукожни седишта со странична потпора која помага во одржување на позицијата на телото при управување во остри свиоци. Она што може да се забележи е напорот да се одржи минималистичкиот изглед, постигнат со поставување на само неколку команди за регулирање на клима уредот. Централната конзола е изработена од малку покрута пластика, чиј квалитет целосно соодветствува на цената на овој автомобил. Во средината на конзолата поставен е 10-инчен LCD екран со можност за поврзување на интернет, кој гарантира задоволување на потребите за забава и навигација во текот на возењето. Овој екран исто така се користи и за прикажување на погледот од задната камера на автомобилот, што е многу корисно при паркирање. Понудена е Bluetooth опцијата за поврзување со мобилните уреди, а тука се и AUX и USB приклучоците. Управувачот доаѓа во мултифункционално издание обложено со кожа, кој одлично се вклупува во внатрешниот стил на автомобилот. Инструмент таблата е се уште монохроматска, каде се прикажани најпотребните информации за возилото, како просечната потрошувачка на гориво, изминатиот пат, притисокот на воздухот во пневматиците и друго. Сепак, како една од најинтересните опции кај овој SUV е присутноста на сончевиот покрив, кој го надополнува возачкото искуство. Со оглед на пакувањето, односно димензиите и меѓуоскиното растојание на Glory 580, просторот кај задната клупа е и повеќе од доволен за да обезбеди удобно патување на 3 патника. Она со што се издвојува внатрешноста е присуството на третата клупа, која нуди дополнителни 2 седишта. Ова го прави одличен избор на SUV со 7 седишта, кој овозможува флексибилност, удобност, модерни карактеристики и перформанси во кабината.
Тестираниот примерок беше опремен со лакшери цевете нивото на опременост, што подразбира модел дополнително опремен со електронска рачна сопирачка, влез без клуч, старт-стоп систем на палење, темпомат и играчи на ретровизори, кој доаѓа по цена од 16.990 евра. Дополнително, цевете потикнуваат видот на трансмисијата, која кај овој модел е континуирана варијабилна трансмисија, што се однесува до погонскиот агрегат Glory 580 на македонскиот пазар, е достапен само со 1,5 литарскиот турбобензински мотор кој испорачува моќност од 146 конски сили и вртежен момент од 220 Нм. Изборот е овозможен во поглед на менувачот, па така достапен е 6-степениот рачен и континуиран варијабилен менувач. Понудените перформанси се сосем доволни за придвижување на еден ваков SUV модел, каде турбополначот безпрекорно си ја врши својата работа. Удобноста е помеѓу водечките адути на овој модел, што е особено изразена при движење по патни нерамнини. Ова го заклучивме по краткото тест возење до Галичник, каде едноставно не постоеше препрека која не можеше да биде совладана. Она што малку не разочара беше управливоста и ракувањето при поголеми брзини, односно при движење по автопат, каде во поголема мера се чувствуваше нестабилноста, особено во свиоци. Сепак се работи за SUV модел, кој сепак не е конструиран и наменет за вакви задачи. Балансот помеѓу пространоста и моќноста е главен адут на Glory 580, кој исто така може да се пофали и со високото ниво на удобност кој е дополнето со исклучително поволна цена, што треба да овозможи пристап до поголем круг на потрошувачи. Италијанскиот производител на луксузни спортски автомобили конечно ја представи својата нова генерација хиперавтомобили. Се работи за моделот Ferrari SF90 Stradale, кој воедно представува и првиот хибриден автомобил на брендот, преку централно поставениот агрегат, кој се состои од комбинација на 4-литарскиот Twin Turbo V8 мотор со 3 електрични мотори и комбинирана моќност од округли 1000 конски сили. Компанијата имаше за цел да го создаде најмоќниот, најбрзиот и најиновативниот сериски модел во историјата на Ферари. Новиот италијански суперхибрид е базиран на новата мултиматеријална платформа со централна погонска конструкција, која комбинира структурни карбонски елементи со компоненти со висока цврстина од алуминиумски шасии. Во поглед на големината, SF90 Stradale доаѓа во малку поголемо пакување од F8 со цел да го поддржи првиот од електричните мотори кој се наоѓа помеѓу погонската единица и преносот. Останатите два електрични мотори се наоѓаат на предната оска, каде секој од нив придвижува по едно тркало, со што е возможен процесот на погон на сите 4 тркала. За сето ова задолжена е литиум-ионската батерија со капацитет од 7,9 киловат-часа, која е доволна за изминување дистанца до 25 км на чист електричен режим. Моторот со внатрешно согорување представува ревизија на V8 погонската единица на моделот 488, која сега самостојно произведува 780 конски сили. Истиот е поврзан со целосно новиот 8-степен пренос со двојна спојка, кој го зголемува вртежниот момент за 20% и во исто време е полесен за 7 кг од тојка и моделот 488. Ова е постигнато делумно со отстранување на степенот за рикверц, кој сега е управуван исклучиво од електрично погонуваните предни тркала.
Според официјалната информација на италијанската компанија, SF-90 Stradale ќе биде во состојба да забрза од 0 до 100 км на час за 2,5 секунди, а 200-ката ја достигнува за неверојатни 6,7 секунди, додека стрелката на брзинометерот своето патување го завршува со максималните 340 км на час. Достапни се и 4 нови режими на работа, како e-drive, hybrid, performance и qualifying, кој возачот може да ги одбере од прекинувачот поставен на воланот. За прв пат во историјата на Ферари, компанијата ќе овозможи избор меѓу две верзии, SF-90 Stradale и SF-90 Stradale Assetto Fiorano. Втората варијанта доаѓа со мултиматски амортизери, титаниумски пружини, карбонски панели, титаниумски издувен систем, намалена тежина за 30 кг и се друго што го прави уште поподобен за употреба на надпреварувачка патека. Цената на новиот Ферари SF-90 Stradale се уште не е официјално објавена, но ова прашање ќе се разгледува откако моделот ќе влезе во производство во последниот квартал од оваа година. Сепак, она што се очекува е таа да се движи во зоната помеѓу 400.000 и 500.000 евра без вклучување на специјалните индивидуални додатоци кои можат речиси двојно да ја зголемат неговата цена на чинење. Look out there. Out there is the perfect lap. You see it? I think so. Most people can't. Carroll Shelby. Maybe. Lee Iacocca, Ford Motor. Suppose Henry Ford II wanted to build the greatest race car the world's ever seen to win the 24 hours of Le Mans. What's it take? Well, it takes something money can't buy. Money can buy speed. What in about speed? You need a pure racer behind the wheel of your car. That's Ken Miles. I don't trust him an inch. We heard he's difficult. No, Ken's a puppy dog. No. Whatever it is, Shell, no. Trust me. You're gonna build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. And how long did you tell them that you needed? 200-300 years? 90 days. This isn't the first time Ford Motors has gone to war. We know how to do more than push paper. Go ahead, Carol. Go to war. Thank you, sir. Do you think you can beat Ferrari? I can try. We're lighter, we're faster. When that don't work, we're nastier. We're gonna make history. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. Ha ha.